кој се обидува да го сокрие образовниот криминал и корупција на македонските универзитети. 3 недели по скандалот со плагирани научни трудови на Државниот универзитет во Тетово, што го откри истражувањето објавено во списанието Веритас, се чини никој од надлежните институции не се заинтересира за случајот. Поранешниот просветен инспектор Ѓорѓи Илиевски вели дека ова што се случува е срам и за академската фела, но и за државата. Но загрижува, вели, што во сето ова, како што тврди, се вмешани политичари, па дури и судии, а одговорност се уште нема, оти првите луѓе на надлежните органи кои треба да го испитаат случајот биле партиски поставени. Имаме доста политичари кои што се вмешани, дури и судии имаме вмешани, да жеме на Струшкиот и на Тетовскиот универзитет. Прво вмешан е заменикот министер за правда, Аги Мнухију, кој што е исто така и доста претеници кои што се вмешани во сите овие скандали и се сака да се завршат. Господинот директор за квалитет на високото образование Аги Врушити е поставен директно од партијата ДУИ, односно од лидерот Али Ахмети. Владо Камбовски од СДСМ е поставен и Марина Мицевска исто така поставена од СДСМ. И тука каде е она професионалниот дел за делување и работење? Скандалите со плагиат трудови и купени дипломи добива и меѓународен карактер, односно, како што тврди Илиевски, овде е развиена цела мрежа заедно со Србија, Косово и Албанија. Но додека таму се отвораат истраги, прашува зошто ова не е случај и кај нас. Во една нормална држава, како што ние не сме нормална држава, еве Србија ги презема сите чекори. Сите чекори за ваквите криминали кои што се откриени од 2016 па навака сите. Веќе деновиве тоа го обелодени и има доста санкции. Таму е вклучена и полицијата, односно МВР. Кај нас сето тоа МВР како да стои настрана и не сме да презема никакви мерки. Тоа е еден голем скандал што се случува кај нас. На Државниот универзитет во Тетово остануваат на ставот дека оставаат случајот да го испитаат државните органи. Но дали и што се презема, иако побаравме, не добивме одговор ниту од Агенцијата за квалитет во високото образование, ниту од Државниот просветен инспекторат.